Основното училиште Свети Кирил и Методи од минатата учебна година е вклучено во проектот Пристапно образование. Од пред известно време, заради специфичноста и посебните потреби на учениците од ово училиште, кои во инклузивното образование се вклучени во редовното основно образование, започна да работи новата просторија наменета за учениците, со кои работи дефектолог вработен во училиштето. Од училиштето се пристигнати неколку помагала, меѓу кои од асистивните уреди прв ќе го спомнам џојстикот. Значи џојстикот се применува како замена за стандардното клувче. Тој се наоѓа употреба кај ученици кои имаат потешкоти во моториката и може да се направи негово прилагодување. На употреба освен со рака може да се употребува и со лакт, со брада и со нога. Издвоениот клик исто така представува замена за клувчето. Тој е кај ученици со отежната моторика, кај ученици кои имаат тремор додека работат на компјутер. Тракболот се применува кај ученици кои имаат доста високо развиено ниво на фина моторика, меѓутоа кај нив се засегнати големите мускули, поради тоа тие не можат да го користат стандардното глувче. Тастатурата со големи копчиња овозможува поголема ориентација во просторот на учениците, подобро се видливи, значи може да се користат и кај ученици со оштетен вид, кај ученици со дислексија, дисграфија, значи тоа се потешкоти во учењето кои со помош на оваа тастатура се многу олеснети. Екранот осетлив на допир е многу интересен за сите ученици, со тоа што тој најправен е замена за глувчето и тастатурата. Не мора да се збунуваат учениците и затоа што кај некои ученици многу е тешко сватливо дека кога го движи глувчето, покажувачот на екранот се движи во исто време. Со самото допирање на екранот, оваа функција е веќе остварена. Освен асистивните уреди, ние во нашето училиште користиме и софтверски прилагодување на самите компјутери и на малите компјутерчиња што ги користат учениците. Со дел од учениците редовно се работи со помагалата кои се обезбедени од УСАИД и се од голема корист за нив. Со ова се олеснува работата, како за наставниците, така и за учениците кои посетуваат редовна настава во основното училиште.